гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Вестите ги започнуваме со она што значи кус преглед од изборната хроника. Продолжуваат активностите со изборната кампања во тек е втората недела за локалните избори, што ќе се одржат следниот викенд на 19 октомври. Опозицијата предводена од СДСМ синоќа беше во Неготино и во Кавадарци. ВМРО ДПМН овие 4 години го претвори Неготино во сервис за лични и партиски интереси, а граѓаните целосно ги заборави. Преку тендерски шеми и фирми блиски со власта, милионски суми завршуваат во нечии џебови, а народот плаќа повисоки сметки за вода, смет и комунали. Во 2023 година комуналните услуги се поскапени за цели 100%, двојно повисоки сметки, никакво подобрување, напротив, полоши услови за живење во градот. Ова општина е рекордер по трошење пари за привремени вработувања, а по транспарентност е на срамно 80 место во државата. Има ли поголем доказ за недомакинско и криминално работење од тоа што општинава една од најнетранспарентните институции во држава? И кога беше најтешко, кога гореше Неготино, пожарите на Серта, кога изгореа повеќе од 1000 хектари, градоначалникот не беше тука. Воден од една примерна потреба на моите сограѓани и сите други кои што доаѓаат во Неготино, ви уверувам дека комплетно ќе го решиме сообраќајниот хаос во градот. Комплетно ќе го уредиме и градскиот плоштад, ќе го покриеме кејот до училиштето Страшо Пинџур, како би добиле дополнителни паркинг места и уреден со современа урбана опрема. Подигањето на јавната свест и јавната чистота е најчесто барање на нашите сограѓани. Затоа ќе поставиме нови контейнери, корпи за отпадоци и друга урбана опрема како би ја подобриле хигиената. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН синоќа беше во Скопско на митинзи во Центар и во Киселовода. Точно е дека ги победивме на претходните локални избори со историски резултат. Точно е дека ги победивме пред година и половина и на парламентарните и на претседателските избори со историски резултат. Но на овие избори треба да ги поразиме и да ги пратиме трајно во политичка пензија. На тој начин ќе ја поразиме и таа длабока држава која е вкоренета и се гледа во секој агол од последните остатоци на нивниот корумпиран систем. А најдобро гледало за тоа, впрочем, е судството и обвинителството со доверба од 2%, кој е последниот бастион на криминалниот систем што го создадоа. И затоа ви најавувам ресет на системот, кој не е ресет само на судството и обвинителството, туку во себе носи ресет на надежта и мотивот да продолжиме да се бориме за нашата заедничка татковина Македонија. Реконструкција на местните заедници во Драчево и Пинтија, во Припор канализација Бабиндол, осветлување на патот кон манастирот Пеленица, подземни инфраструктури, пешачко-велосипедска патека обиколка на Кисела вода, спортска сала во подрачните училишта Круме Кепески и Кузман Шапкарев, доградба на основно училиште Невена Ѓоргиева Дуња, пробивање и целосна реконструкција на земјениот пат на делницата од мостот на Маркова река до патот за Лисиче кај фабриката Охис. Нов алтернативен пат за побрза комуникација со центарот на градот. Реконструкција на многу улици во Бирарија, Пинтија, село Драчево. Во блок активности поврзани со изборната кампања, минути за помалите партии и независните кандидати.
Јас како градоначалник со мојата листа на советници, доколку победиме во оваа изборна кампања, ќе го направиме општината Аеродром гордост на градот Скопје. Првенствено ќе исчистиме, а после ќе ги исполниме и желбите на сите граѓани во нашите можности. Нашата борба би била на повеќе фронтови. Пред се треба да се чистат улиците, а редовни да се воведе автоматски систем на чистење на булеварите. Понатаму инспекцијските служби во град Скопје треба да се окрупнат затоа што нема доволно инспектори и тие работат во субоптимални материјални услови, треба да се обезбедат работни услови за нив, да се набават дронови за да можат ефикасно на терен да ја обавуваат својата работа. Државната пошта е годишен деценијски загубар, а она што е најтрагично, исто така и објектот, една од најмаркантните градби во овој град, скапува и оставена на времето на забот. За овој објект предвидуваме целосно превземање од страна на градот Скопје, каде што ќе биде лоцирана главната градска инспекција, како и градскиот урбан планинг центар. Активностите поврзани со изборната кампања ги завршуваме со настапите на албанските партии, каде фокусот е општината Чаир. Продолжуваме со обнова на фасадите на сите преостанати дуќани, зачувајќи го автентичниот изглед и претварајќи ја чаршијата во вистинска европска атракција. Модерно улично осветлување, инвестираме во нова мрежа за осветлување за да зголемиме безбедноста и да ја стакнеме убавината на чаршијата во вечерните часови. Паметни инфотабли. Поставуваме интерактивни табли на клучните точки плоштад Скендербек, Старата чаршија, Битпазар. Тие ќе нудат информации во реално време и бесплатен Wi-Fi за сите посетители. Креираме виртуелен музеј и мобилна апликација која ќе служи како модерен дигитален води со интерактивни мапи. Прво ќе создадеме економско-социјален совет. Општината, здруженијата на младите, на жените, на граѓанските организации, како и бизнисите, ќе создадат совет кој што најмалку еднаш месечно ќе се состане и ќе ја создаде стратегијата за економскиот развој. Чаир ќе го има првото школо, првата академија за наетчиство на жените, кои што ќе добијат сертификати, а потоа општината ќе ги субвенционира за да можат да отварат мали бизниси. Потоа самохраните мајки се исто така вулнерабилна група на која што општината ќе ги субвенционира за да влезат во процесот на предприемни